six prime ministers here today, who has taken part in all of the summits so far. So here, the Western Balkans were in the vanguard of change, a benchmark. Key priority projects are certainly the so-called mini Schengen initiative, or the initiative that really relates to four freedoms. Full move through Serbia, go from Croatia and Hungary to North Macedonia. Благодарам прво на можноста да бидам денеска на овој настан и ќе ги кажам приоритетите кои што се на Северна Македонија во делот на регионалните проекти. Аз пред се издвојувам инфраструктурни проекти, изградба на патна и железничка инфраструктура на коридорот 8 како еден од најзначајните проекти, бидејќи коридорот 8 на територијата на Северна Македонија е дел од пан-европските коридори, најзначајниот коридор за поврзување на исток-запад на југот на европскиот континент, и затоа тоа е една од стратешките определби на нашата земја да направиме поврзување, и затоа нема дел од овој коридор 8 каде што не се работи веќе на патна или на железничката инфраструктура, и сметаме дека на овој начин ќе успееме да направиме една добро поврзување на Црното море со Јадранското море, при тоа вклучувајќи и добра конекција помеѓу Бугарија, Северна Македонија и Албанија. Вториот важен проект или важен приоритет во делот на инфраструктурата е изградба на автопат Скопје-Блаце, кој што е дел од западно-источниот медитерански коридор, за кој што веќе започнавме со градба во еден дел, и тоа е многу важно да добие завршница овој проект, бидејќи е од исклучителна економска, општествена, меѓутоа и политичка важност за Северна Македонија. Ние имаме исклучително блиски односи помеѓу Скопје и Приштина, и Косово представува еден најзначаен трговски партнер, би рекол, на Северна Македонија. Ако имаме предвид дека минатата година имаме зголемување за 30% на нашата трговска размена, тоа говори доволно дека мораме да воспоставиме добра конекција, се со цел да и таа економска соработка уште повеќе се развива, и е добро не само за државите наши, туку и за регионот. Понатаму, од исклучителна важност е да го направиме тој заеднички граничен премин на железничкиот премин помеѓу Србија и Македонија. Ние веќе започнавме со функционирање на one-stop shop на патниот сообраќај помеѓу Република Србија и Северна Македонија, и сега продолжуваме да тоа го направиме и на железничката инфраструктура, како исто така една добра врска, бидејќи патната инфраструктура веќе целосно е завршена и на страна на Србија и на страната на Северна Македонија. Понатаму е многу важно да направиме интерконекција за гасно поврзување помеѓу Грција и Северна Македонија. Тука веќе двете предпријатија кои што се занимаваат со дистрибуција на газ во двете држави започнавме активност и проектирање. Се работи за гасно поврзување на околу 120 км, 60 на страната на Грција и 60 на страната на Северна Македонија, и да се воспостават нови гасни коридори, се со цел да можеме да има бенефит не само ние, туку и нашиот регион. Така да во овој дел се насочени активностите на Северна Македонија во делот на регионалните проекти кои што се исклучителни важни за развој на целиот наш регион. Ние секако дека најважно е што сите држави во регионот, и тоа и за Северна Македонија, еден од стратешките приоритети е членството во Европската унија, и сите заедно работиме на постигнување на таа цел. Меѓутоа, како предуслов е регионалната соработка, и мислам дека токму сега доаѓа до израз тоа што можеби до пред неколку години наоѓавме причини, прашања кои што нас не раздвојуваат, сега наоѓаме прашања, проекти и така натаму кои што ќе ги дискутираме, се со цел да не соединат и да имаме добра регионална соработка. Јас сакам тука посебно да го издвојам исто така Берлинскиот процес. Исклучително важна иницијатива за регионална соработка на сите држави. Токму заради таа лидерска иницијатива за регионална соработка, Македонија
доби привилегија да биде копредседавач со Бугарија на Берлинскиот процес за регионална соработка оваа година и сметам дека токму низ еден таков процес ние можеме максимално да ги ефектуираме сите наши работи, позиции кои што се во функција на развој на целиот регион, пред се по делот на инфраструктурата, економската соработка. Ние работиме посветено на имплементација на тој акционен план за регионална економска област и ќе продолжиме и понатаму, пред се во делот на енергетиката, на дигиталниот пазар, на транспортот и така натаму, да се поврзуваме, да ги остваруваме сите тие проекти од така наречената Connectivity Agenda и да навистина преку таа регионална соработка допринесеме и за економско јакнење на нашите држави и на целиот наш регион. И во таа смисла го гледаме и тој процес на регионална соработка, така наречен мини Шенген, кој што заедно го работиме и го започнаме со Република Србија и Република Албанија и сметаме дека тоа е исто така добра можност да ги отвориме перспективите на нашиот регион до реално членство во Европската Унија. Пред се да можеме и слободно движење на луѓе, на стока, на бизнис и така натаму, кај нас на упростување на процедури во однос на водењето на бизнис во регионот, економскиот раст, јакнењето на економијата на сите наши држави. Мислам дека тоа е исклучително важно да преку една таква регионална соработка допринесеме и до добар развој на целиот тој регион. Тоа е од интерес не само на нас, тоа ќе биде од интерес и на Европа и на Европската Унија. И тука сметам дека имаме огромна можност заеднички и преку ЕБРД и сите заедно да спроведуваме проекти кои што ќе бидат во подкрепа на една ваква соработка која што треба да се воспостави уште позајакната во целиот наш регион. Секако дека едно од клучни работи беше економскиот развој, економската стабилност за Северна Македонија и како е можно да се створи подобар амбиент за инвестиции на домашни и на странски инвестиции. Секако дека тоа оди со долгорочна стабилност, политичка и секаква друга на државата. Мора да кажеме дека сите овие процеси кои што се направени во Северна Македонија укажуваат на тоа дека се движиме кон една долгорочна стабилност, пред се и членството во НАТО и преговорите за Европската Унија и сето тоа што следува. Секако дека државата мораше да направи пред се финансиска консолидација, добар план за економски развој, за одбележување што во изминатите 2 години имаме директни странски инвестиции околу 740 милиони евра, отворени нови околу 60.000 работни места, што представува навистина рекордно достигнување за Северна Македонија во овој период и сметаме дека има многу поволности кои што ќе може да ги искористат странските инвеститори. Пред се заради тоа што Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони во име на владата управува со 14 технолошко-индустријски развојни зони и нив ги организираме како меѓународен бизнис центар на Југоисточна Европа, која што навистина има добра понуда на инфраструктура со најквалитетни услуги и многу поволности. Тие компании се основани 100% како странска собственост, 0% даноци и царини ослободени од комунални такси и со многу символична цена на закуп на земјиште. Имаат право на 10 годишно ослободување од плаќањето на данок за добивка и корпоративен данок и 100% намалување на персоналниот данок на доход за период до 10 години. Инвеститорите се ослободени од плаќање на данок на додадена вредност за увоз и промет на стоки во слободните зони и се ослободени од плаќање на царински давачки за опрема, за машини, за резервни делови. Исто така може да се искористи, односно да го поддржиме растот на капиталните инвестиции и приходи со поврат на 10% од инвестицијските трошоци во нови машини и опрема или инвестиции во објекти и земјиште до максимум 1 милион евра за наредните 5 години. Така да, подпишувањето на мултилатералните
договори сето она што е направено како еден добар амбиент за инвестирање, е можност да се инвестира во Северна Македонија и да на тој начин допринесеме за развој на државата, меѓутоа и за регионалниот развој. Благодарам.